Моје село во твоето село. Крстовден не може да биде мајче без постно графче. Да. Секоја година ни е постно графчето и си го приготвуваме постно и принесуваме и сите се хранат од това графче и многу православни доаѓаат и го славиме овој празник за благосостојба, здравје и за среќа. Може да те прашаме, Да. од вечер го припремаш графчето за или од сабајле? Наутро го припремуваме графчето. За денот За денот се дава. Овде се во црква Свети Ѓорѓе се дава за крстовден за ручек. крстов, да. А за кога е Ѓурѓовден, за Ѓурѓовден давате вечера или ручек? Ручек даваме. Исто ручек се дава. Да. Добро. Сите припреми овие години ги правиш ти. Да. Моје село во твоето село. Разговарам со еден од постарите жители на село Куково, Ванчо Коцев. Ванчо, добар ден. Добар ден, добро Господ ни дал. Среќен празник уште еден пат да кажеме. Нека не е на помош за На многу помош, години. нека не е крстоден. Така дочекаме пуно и наши деца и внуци, парафнуци, нека го дочекат. Дај Боже. Се за убаво нека биде. Нека не се обновува, нека не се придават. Селото да не се обнове. Дај Боже. Што е најбитното за нас и за сите. Како што е денеска Така. полно овдека треба да биде секој ден. Треба да полно биде село. секојдневно полно. И така. Ванчо, ти си роден во Куково, Во Куково сум роден. таму си живеел до Тука до 67 година. Тука заврши 8 оделение у суседно село. 67 година запиша се средна текстилна хемиски смер у Штип. Тука заврши и после работи се у Куманово, и у Скопје работе 4,5 години у Црвена звезда, у така. Чарапарата, знаете кај Да, беше таму. После пак се врати у Свети Никола, имаше инвестиции, фабрика со инвестиции, ја дојдов како стручно лице. Да, Со ајде да те искуство. прашаме за Куково. Да. Доста земја има, обработлива Па површина. у Куково има Богата обработлива е почвата. површина, богата почва, заиста богата почва, паша убава има, испаша убава и за стока, и за пчелки, и за све. Ја мислам дека народо целото време тука што е обстојувал, не е имал големи површини на земја, големи Мали површини. парцели? Па мислим просечни, Зошто е меѓу тоа тоа така квалитетни. Зошто е така било? Дали национализацијата? Да, имало и квалитетни површини е било тоа се. И тие квалитетни површини давале се убави приноси и луѓето обстојувале и живеале еден добар, просечен живот, така. Да. Може не е да речеме најдобар, али просечен Имаш живеале. некој податок колку стока имало од тоа време? Па стока до 60-те години тука имало околу 3600 овци. А тоа не е овци. баш малку за Па село. не, 3200 до 3600 кажуват, 60 години збора. Тука е 37-8 куќи е речи ги по секој 70, 80, 100, 150, тука тај просек. Да. Така кажува. Сега јас како памтам, после јас тука моите родители живеа до 2002 година тука и јас постојано тука. Земја обработуваме, земјоделски машини имаме. Да, ти си све. ден денеска во Куково. И денеска доваѓам, обработувам, и сино е исто регистриран земјоделец што Така. збореше преска во дето. Да. И он има да работиме околу 70 хектара земја, не 80. Тука и у Свети Николе. Па добро, не е малку, нормално. И така речено, овде на оваа територија беше најпогодно тогаш у тоа време, ние кога бевме деца, сточарењето. Сточарство. Да, сточарењето, бидејќи сточарење како сточарење убава паша, поевтино малку, така речено. Така. И тоа е било, мислам, добро. У процек добро е било. Добар живот. Миграцијата има направено све, народот се има иселено, Да. одселено. Најголем број од нашето село се иселени Свети Николе, Пробишти, Скопје, тука. Така. Другите градови нема. Јас како дете, тука кога бев, говеда пасев, коњи на оваа територија, јаваме коњи, Да. ние сме имале 10 коњи.
Од едниот јавам, на другиот се качам цел ден. Интересно све, сега децата и гледаат на телевизија. Добро, за крај, да им порачаме на Куковчани твојот пример. Си се вратил да обработуваш земја. Да. Дали ќе се појави уште некој што би се вратил во ова село? Па да и порачам и да се вратат и да бидат да сгрешат. добри работници и да бидат разумни. Така, Да разумно се понашат. така. И према земјата и према луѓето. Ти благодарам за крај. И ја ви благодарам. Моje село во твоето село. Разговарам со Трајче Коцев, земјоделец од село Куково. Трајче, добар ден и за многу години. Добар ден, нека е среќен празник. Голем Сите празник, голем ден. Да се живи и здрави. Сите што сака да го посетат и што се дошле добродојдени гости се. Ви благодарам. Трајче, како земјоделец рековме, село Куково. Можеш да ни кажеш колку богато е? Мака, село Куково и катастарот на село Куково негде броја околу 1200 или 1500 хектари обработлива површина. Има и нешто друго, меѓутоа тоа е мал дел. Во село Куково се обработува некаде околу 80% земјата. Така. Има добра механизација, луѓето знаат да работат. Претежно се сее пченица и јачмен, али претежно е пченица. Имаме добар принос на пченица, кој задоволува ги сите стандарди. И од друга страна, можам да кажам помал дел на јачмен. Другите култури не успеват поради Суша. подолг период од сушата. Летото афати овдека, еве гледаме и сега е веќе жолто. Така е, така е. Значи, тоа е вода за пиење имаме добри извори, иначе имаме една површина водно поле која е некаде околу 100 хектара и целата вода оде од водно поле. По некој сознание имаме дека некогаш за свое време било е ледено езеро и тоа се е повлекло доле во земјата, така да на едно 100-150 метра имаме доста добра вода. Така. Да. И убава. Трајче, ти си тука женет? Да, Село Куково. село Куково, да. Можеш да ни кажеш за тој дет како било, што било? Види, тоа, јас живеам во Пробиши, женет сум во Куково, така е, од Куково невеста ми е од Злетово, а детите биле кај нас е малку поспецифично и од постаро време, каде што свадбите се правеле по 7 до 8 дена, луѓето сите биле задоволни, насмејани Така. и убав живот се имали и добар соживот. Не имаме една изрека. Ако сакаш да знаеш, запознај се со куковски празници, ајде да не кажам полош збор, и комшиски караници. Така е. Нема да ги Со кажам куковски празници и комшиски караници. караници, да, да, тоа е. А Трајче, да ни објасниш ова, книгата ќе ти ја вратам на Куково лето. А тоа нешто Куково лето е како да нешто не постое. Али искажано е секаде во секој збор. Ако нешто сакаш да не биде, вика оди на Куково лето. Така е. И уште една работа. Од кога е Куково? Датира, тоа е старо место. Интересно име. Интересно. И ги голица луѓето. Зошто баш Куково? Не можам да кажам, таа е подолга историја. Нешто има, немам прецизно и не можам да кажам за што се работи. Добро, ќе ги прашам и другите наши другите ќе соговорници, кажат, па кој ќе знае. знаеме. Така, така. Трајче, ти благодарам за разговорот. Фала. Многу убаво што не посетите, да се живи и здрави, да живее Македонија. Мое село во твоето село. Мое село во твоето село. Разговарам со Љупчо Пановски, пчелар од село Куково. Добар ден, Љупчо. Добар ден. Може ли да речеме пчеларот или земјоделецот? Па и земјоделец,
али у последно време само пчелар. Само пчелар. Земјоделието, да. Како одат годините, полесно е да бидеш пчелар. Па не е лесно и пчеларството, Не е лесно. не е лесно. Можеме ли да речеме дека пчеларството е како виното, наука? Па пчеларството исто се викате како виното, а не може Една да голема каже дека наука. голема наука, не може да каже дека е све исто, него се менја. Како Така. што се менја времето, како што се Така. менја климата, условите, некоја година се добри, некоја година се послаби. Добро. Лјупчо, ти си тука роден, Тука сум во село роден. Куково. Да, во село Куково. Со години? Со години, па негде до 14 години сум тука бил. Сум се занимавал и со сточарство како дете, Даха, со твоите. со Дедо, моите. баба, сите тука. Си, да, дедо, баба, ту, мајка, татко. И после школа, од школа вработен Така. во организација 38 години и 2 дена. Добро. Стаж. Вика, не ми тежат тие 38 години, ми тежат тие 2 2 дена. дена, да. Така ли е? Така е. Да. После пензијата почнав со пчеларството. Така. Како полесна работа, земјоделието препуштив на сино, особено таа поголемиот Имаш син. семејство, имаш 2 сина. Има, да, 2 сина. Женети, поголем. со дечиња? Женети, да, со дечиња. Е да ги поздравиме Деца, внуци. внучињата. Да, Дедо поздравувам. Лјупчо. Ќе ме гледат. Да, дедо Лјупчо. Добро, да те прашам вака. Колку земја имате твоето семејство, старите порано? Па, моето семејство негде има со пасишта, и обработлива површина негде на околу 28 хектари. 28 до 30 хектари. Да, до 30 хектари. И сето тоа се обработувало освен пасиштата? Да, пасишта и порано е имало, се чувало овци. Ајде да прашам, во постаро време се орал овде со зевгар волови? Да, со 2 зевгара. Јас Со сум 2 зевгара? Да, јас сум Со дрвен плуг? со дрвен плуг. Јас сум орал од 7 деление како дете. Со зевгар? Со зевгар, волат, по 2 зевгара волат имам. И добро, да И кажеме, можда- Лјупчо, дали можеш да ни помогнеш? Да речеме 1 декар. Со зевгар, колку дена требало да се изора? 1 декар, негде со зевгар, декар и пол најповеќе може да се изоре. Добро, колку До дена 2. треба? Па сега почнуваат, мислам не почнуваат, него ова за овај ден, Крстовден, За Христов. а за тоа време житата биле никнати на место. Аха. Они се почнувале негде од там 14 или 15 септември. Така. Таму има како ден за засејување на житарицата. Да се обележи. Да, тие време, Да се обележи. ама со тие сега со трактори современи, со побрзо иде. А тога се почнало со тоа, па скоро цело зимно. Скоро цело. Да, ето не е било само житарица, Така. тоа се биде со разни култури. Разно. И со тоа, да, со тоа се одржувала фамилијата. Да. Сејало се граори, слануци, Така. ченка, пченица, овес, јачмен, так. за сите култури, значи тоа била прехраната. Лјупче, И сточарство. ти си Имале сме- поголем земјоделец или поголем пчелар? Да ви кажам, сега у стари години су само скоро пчелар. Само пчелар. Само пчелар. Со Тоа е нешто. земјата работа Со децата? децата работат, ја помагам. Ти си само надзор да видиме до Па, кај да, што е, дали е за дамо стигнато или не. Да, да, да. Сите Па, операции. Па добро, помагам. Добро, и се- така се. треба, и така да, треба. Да, тие работи ги вршам. Ја имам, не сам само тука, имам уште на 2 места пчели. Да? Ја имам околу 50 пчелни семејства. Семејства. Тука сам и негде околу 20. Добро, Лјупче, Ќе кога гледаме. почна, сакам да прашам, ти беше страв, не ти беше страв, што те натера да се бавиш со пчеларство? Порано имале сме ние. Аха, старите чувале. Старите чувале и тоа биле у дворо, пред куќата. Така. Како што куќата Може да сега- речеме да ја продолжиш традицијата? Дедо ми е пчел до 150. После тоа уничти се. Татко ми не беше, он беше земјоделец Така. и со пчеларството што останаа некој уѓинаа и може да стагнираа негде 10 години, 15. Аха. И после ја почна со сам не сум купувал, него со Така. така наречени бртви. За оваа година. И си задоволен од медот или не? Па, видите, оваа година средно. Средно? Негде излеваме просек околу
7 кила од пчелно семејство. од семејство. Да, некоја може да има и по 20. Не, Од вака, некоја- 7 кила вадиш ти, а остануваат уште 7 таму или повеќе? Не вадам од сите просек. Да, Од војден тие просек. 50, да, просекот е Нели, 7. пошто велат, јас не се доволно разбирам во тој дел, нели оставаме нешто и за пчелите, оставаме и за домакинот. Делимо си ја. Си ја делим. Така се вика, си го делимо Така. на пчелите. Ја сега преку зима ги прехрануваме со така Добро. речени погачи. Од они не може да Со погачи. да погаче. Е сега велат Лјупчо вака, за напролет, која ќе се новата пчела, ја хранат со мед за да биде појака, нели? Пролетната прихрана. Првната прехрана новата пчела треба од почеток Да. почне што вика да се залебе, да почне со овие и после се остава. Да, Кој е пчелар. да. Значи не се храни натака, Да се остави. кој е медаро ги А храни не да и натака. се земе, така? Не да и се земе и после кога почне. Да, Кај нас тука прво почнува тоа джанката слива, така? па багремите и после овие ливаците, па од овошките, Добро. од сите тие натака и сами си го собират. Овој мед кај тебе, ливацки да кажем или не? Претежно ливаци кај нас е и драката најповеќе. Оваа година багрем нема цвет. Да го кажеме мешан мед од Меша, ливацки? да, лише од ливацки и драк. Оваа година багремот нема цвет, меѓутоа и Багрем не се сливите цвет. нема род. И сливите многу малку и тоа не драката и она медеше не идеа на неа. Не знам по кои причини. Да, Значи не е мед. Од драката многу собира, таа е малку потемен, ливацијо најсветел мед и од багремот. Багремот е најсветел, па ливацијо. Е сега ливацијо зависи сега од пашата. Има тука кај нас оваа паша има неа мајчина душица, има кантариони, така. и има ајдучка трава, што тие пчели идат на сите и го прават Така, тоа што ќе квалитетот, испасе што вика пчелата, шмеко, така. на медо. Некој вика и да го испитат медо, вика и Така. добар, али вика има разлика од вкусо. Да. Значи тоа зависи се од пашата. Имаш Лјупче вака се рече средно оваа година си задоволен, меѓутоа Задоволен сум, сепак си задоволен, така. Да, имам своји луѓе Да, што зимат секоја година и тоа унапред. така е. Не ти Еве, треба сега визит пие- карта, сите те Не, знаат. вика, да, Си имаш знаат, стални комитенти. Унапред ми се јават кај тај толку зима, тај толку е сега колку имам и го разредам. Ако нема, помалку намалам ја. Да. Ако има повеќе, оваа година има и уште јавуваат се да земеме уште. Да. Еве доаѓаат од Скопје. Вика сега луѓе што има тамо мед, вика од Кванташи може да земат за 280-300. Така. Али не ќе ми ја вика, јас сакам мед. Так, И со години зимат. Така е. Да, од Скопје доаѓаат и со години, тоа зимат по 30-40 егли. Така, така. Не. Лјупчо, ти благодарам за разговорот и сега ќе те замолам, ти како поголем домаќин од мене, нога пред нога да ни објасниш малку кај кушничките, како било, што било во некое време. Пошто не е како сандаците денеска. Лјупчо, ова е од балега, мачкано, припремено? Да. Значи плетено и после со Да. балега од говеда Да. ова се мачка, така? Да, од овци. Од овци? Кај нас. Добро. Чуваме 150 овци. Добро, и самата пчела како се си прави доле? Да, сама ти си ги прави, еве, тоа е сето. Добро. Ото вие што си го сама прават. Да. Али тоа време беше другата клима. Климата беше друга. Аха. Ја пчелите, овие обстанува, сега не може. Еве оваа, ја покуша на тај начин, Да. оставија една година да видам дали ќе успее. Не успева без овие со сандаци. Не Тамо може да сандаците, да, има сатни основи, и што само го доградуваат ова. А овие, они сами си го прават ова. Самото цяло. саќе го прави Да, пчела. самата И си го полни пчела. со мед. Да, и си го полни. Да. Сега кад ројат како деца, баба ми, претежно дедо Да. ми беше Така. овчар. И ќе види, вика, кај таа пчела, штом ќе излезе навака, гледате деца ќе се роја.
Сега не може да спречиш, сега може тие матичњаци, си бутат се матичњаците, да не се роја, ако сакаш на мед да вадиш. Така. Ако сакаш роеви, ќе оставиш матичњаци да се роја. Ова може да речеме тоа било чисто природно. Што прави пчелата? Да, све. Денеска можеш да ја контролираш како сакаш. Да, сега Така. и отворено Да. да видите. Добро, сепак интересно било ова, Љупче, не некогаш. Па интересно, само видите што е. Тоа време било дошло што треба кога да се ваде од ова. Многу потешко. Ако треба, не тешко било, него вадеа ги они ги прават средното е најголемо, ние се помали. И дедо ми ги извадеше, ако треба малку, ги извадеше Да, тие постои крајните, кушина, нели? крајните ги изваде, средните да стојат. Да. А ако сака повеќе да изваде, ископат дупка за ова турат, Да. ова брашно и вода, залепат и крилата и уништат пчелите, не да го вадат. За да го извадат. Оти ако е останувало тоа време, да што се ројат сите, дедо ми не е имало ни полето, нема да ги собере. Да. Можда по 5-6 роеви, една е да. Да. Пуште роеви. Не, добро речете и друго било времето тоа. Да, времето друго. Климата била пополно. Климата била, видите, секој е садил, овие бостан. Так. Секој е садил, лојзе имал, секој садил има. Так. Еве сега од лојзата таа е мед што го собира, што викат метликовец. Таа е обично го користат. Ево ние по-стари медари, по-искусни медари што се, и го користат, и го извадат касно. Таа е добра за човек, организма. А за пчелите не добар. Таа е метликовец, а таа е од овошките што се скапуваат лојзата што идат по овие, еве, по јаботи, круши. Таа е мед, значи, он е добар за луѓето. И затоа он се ваде, ја практикувам, ја уште за време на дедо ми, он се викаше Пано. И негде као име, Паловдин, он на 13 Да. јули, тука он вадеше, и ја од 15 негде до 18, 17 тука. Значи тие дениште практикувам и тука. У собата имам центрифуга. Имаш све што ти треба за да... Имам сите спреми ги имам. Љупчо, ја ти благодарам за разговорот и дај Боже вака да бидеш све побогат и побогат со пчели. А и со мед се разбира. Фала. Моје село во твоето село. Село Куково. Да, село Куково. Моје село во твоето село. Разговарам со Тони Миланов, сточар од село Куково. Тони, добар ден. Добар ден и добро дојдовте. Најнапред да те прашаме, сточар или земјоделец? И сточар и земјоделец. Зошто баш двете гранки? Затоа што стоката зимниот период бара храна. Така. И затоа сум земјоделец, произведувам храна, да не ја купувам, да, производство правиш. Само за себе. Добро, Тони, чуваш овци со години? Да. Па една традиција, продолжување на традицијата или? Така е, мојот дедо чувал овци. Јас уште кога дете доаѓав тука, ме задои со овца и еве сега јас го менјам него. Вела дека овцата е благослов од Бога. Точно. Ништо не се фрлало од овца. Ништо. Дури и она изметот не се фрла, се користи за... Се е благослов. Да, така е. Тони, колку стока имаш? Па сега ги поднамалив малку, имав 200 и нешто, сега се 100 и нешто. Поднамалуваш или ќе позголемуваме? Ќе видиме тоа, Се зависи како е сезоната. Да, и најболната работа ке сточарите е овчарот. Овчарот? Да. Најболната работа. Најболната работа. Многу тешко се наоѓа? Тешко. Се потешко и потешко. Нажалост е така. Вела дека многу цена голема, цена за ова, али па нема цена на јагне, нема цена на ова. Како поминавме годинава? Цената за овчарот е стварно висока, меѓутоа 24 сата е со нив и така да горе-доле е тука реалната цена за сточарите. А цената на јагнето? Цената на јагнето варира. Овие последниве 2 години беше така солидна, не е нешто сјајно, меѓутоа пак нешто може да се покрие со таа цена. Едно прашање. Цената на волната. Никој не ја сака, нигде не е побарана. Цената на волната, јас се сеќам како дете, собирале жените
по трња кај што поминувале овците, па ги собирале. Собирале волната. Сега во овој период, верувате, еве, стои неколку години кај мене да може да се запали, би запали. Нема побарување никако. Па нема фабрики како некогаш. Нема. Нажалост, тоа е според мене лошата работа, затоа што на времето нашите предци произведувале јамболи, килими. Тоа било нешто перфектно. Так. Сега е све Тони, да те вештачка прашаме, работа. како е денеска со сирењето, со млекото? Сирењето, млекото јас го сирам. Имам дефицит на сирење. Не го продаваш млекото? Не, као млеко не го продавам, Го затоа што сириш? неколку години го продавав. Наплатата беше катастрофа, морав пак сирење да земам, па јас да си го продавам, така да одлучив, се повикав една жена, ме научи и сега овие неколку години јас го сирам и го продавам сирењето. Да, освен ти, кој друг ти помага овде? Семејството доаѓа, меѓутоа Вујко ми, он е главен и одговорен. Така е. Он највеќе ми помага. Тони, земјоделие, колку земја имаш? Земјоделие има негде околу 3-14 хектари, 15 тука негде. Доволно е за да ги нараниш обработлива површина? Дел од обработувам оно колку што ми е потребно. Така. Она другото не. Значи, може да кажеме да вадиш храна за стока? Да, собствена храна си одгледувам, произведувам само за нив. Инаку продажба како пченица, како јачме, не. Не. Само за стоката. И ако остане, нека остане, тоа е. Да, за наредната година, пошто ете, чувам и животинки, други свинчиња, кокошки, такви чуда, све на природен начин. Освен овците, порано сте чувал нешто подруго? Да, дело ми чуваше 7-18 крави, 3-4 коњи, 3-4 магариња. Сакаш да кажеш кога било полно селото со народ? Така е. Све се одгледуваше и се чуваше тоа. На секоја меѓа што велат старите петали. За ова село можам да кажам колку на времето се одгледувало 10.000 овци, 5-6.000 крупен добиток, значи крави. Да. Коњи немам точна информација колку и магариња, меѓутоа за крави и за овци знам 10.000 минимум се чува. Денеска во селото си само ти? Само јас, нажалост, да. Нема никој друг ни со крави, ни со овци? Не. Добро, Тони, ја ти благодарам за разговорот. Беше интересно да чуеме малку за стоката од село Куково. Ви благодарам и на вас што ми пруживте можност да разговараме. Ајде сега нога пред нога, ти пред мене. Повелете, седнете да се почастиме. Одиме заедно. Ајде да наздравиме, да ни е за многу години денот на помош да ни е. Наздрави. Почитувани, тука ни е негде и крајот на вториот дел. Мора да ве поздравиме од село Куково со една многу убава македонска песна. Момите, мамо, момите, момите, мамо, момите, момите, сите убави, не знајат љубов да водат. Момите, сите убави, не знајат љубов да водат. Дајте ги, мамо, дајте ги, мамо, дајте ги. Дайте ги на ергените, да знајат љубов да водат. Дайте ги на ергените, да знајат љубов да водат. Арно, ама, кога ќе ги дадеме момите на ергените? На Куково лето!